Ние сме повторно во студиото на Македонија денес и навистина е пријатно во нашето студио. Верувам дека и вам, драги гледачи, разговорот кој што следува ќе ви биде интересен и ќе останете со нас до самиот крај на разговорот. Секако ќе ви оставиме простор и вам преку телефонските линии да се вклучите. Ќе зборуваме за расата шарпланинец. Во минатиот период, тука некаде претходните денови, се крена фама околу подарокот кој што Владимир Путин го доби од српскиот премиер Александар Вучич. Станува збор за расата шарпланинец. Тој на подарок го доби паша кој што замина со него во Кремај, каде што секако ќе биде дел од останатите кучиња кои што тој ги чува и за кои што се грижи. Оваа раса и незиното потекло секако беше и тема на многу светски медиуми, од каде потекнува расата шарпланинец, кои се карактеристиките и секако сето она што светската јавност ја интересира за расата која што ние ја негуваме овдека долги години во Македонија. За потеклото, припадноста и карактеристиките на расата шарпланинец ова утро дознаваме од Наско Савовски, кој што долги години е одгледувач токму на оваа раса и велам дека можеби не постои човек кој што подобро ја познава расата шарпланинец од него. Ова утро друштво во студиото ни прави секако малата Меда, припадник на расата шарпланинец. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро до вас и до гледачите на телевизија 24. Баш ми е драго што не поканивте со Меда да видиме гости во вашата гледана емисија. Нас навистина ни е задоволство што сте секогаш расположени да одговорите на нашата покана да гостувате и што секогаш имаме по еден примерок од оваа навистина преубава раса. Секогаш кога ќе заминете ние остануваме тажни затоа што немаме можност да чуваме едно вакво куче, сепак бара услови чувањето на шарпланинецот за да им го овозможиме. Секако потребно е двориште, голема куќа и секако да дозволиме да тие растати се развиваат во убав примерок на расата шарпланинец. Како што кажав, изминатиот период расата шарпланинец доби светска промоција, можеме да кажеме, преку подарокот кој што го доби рускиот премиер Владимир Путин. Да. Но останува прашањето чива е расата шарпланинец. Му посакувам среќа во одгледувањето на Путин со шарпланинецот. Мислам дека ќе биде задоволен од карактерот и од изгледот на расата. И од довербата која што има и довербата, тоа е сигурно. Меѓутоа, за жал, во кинолошките работи и во оваа племенита раса што на нашиве простори обитува векови наназад, се вмеша и политиката. Да. Многу ми е криво што не кажа шарпланинец, се дава затоа што припадноста на куќето се знае по планината е шарпланина. Во целиот свет се умешат и политиката, почнаа дека куќето е автохтоно како шливовицата и шарпланинецот се српски бренд, таму, меѓутоа многу е лошо тоа за кинологијата. Само да кажем дека ние со кинолозите што чуваат и одгледуваат шарпланици во Србија сме во постојан контакт и во многу пријателски односи. Меѓутоа, мора и тоа да кажем дека фактите, документите и аргументите од кај потекнува шарпланинецот ги имаме ние. Да. Меѓутоа, Светската кинолошка федерација со седиште во Брисел, кое што ги обединува сите кинолошки сојузи во Европа, не најде слух и за сходно и најверојатно тоа го избалансира по нивно знаење и умење, што не е тоа точно. И куќето и ден денес е меѓу ретките куќиња во света, ги има околу 400 регистрирани педигрирани раси што има двојна матичност. Двојна матичност значи дека две земји му се матични на расата. Тоа е Србија, Македонија, порано беше Југославија, па Србија и Црна Гора, сега е Македонија и Србија. Меѓутоа нашите заложби за расата постојано се прават за да и понатака работиме на расата и мислам дека еден ден ќе докажеме дека расата потекнува и е македонска. Токму од нашата шарпланина овдека од Македонија. Кога за прв пат се сретнува расата шарпланинец? Имаме ли податоци? Како немаме, имаме пишани податоци. Од 1929 до 1939 година за среќа седиштето на Кинолошкиот сојуз на Југославија, тогашниот, било во Словенија. Словенците, кои ни се кинолози, говорам за кинолозите словенци, со кои имаме изморедни контакти, благодарејќи на шарпланинецот, таа родовна книга ни ја дадоа, фотокопирана родовна книга, што било седиштето тогаш во Словенија, каде што пишува дека првите шарпланици
регистрирани и педигрирани, што од Македонија, од овие простори ги однел во Словенија господин Фрањо Булц, кој бил креатор, меѓу другото и на крашкиот овчар, што после го издвоил од шарпланинецот, пишува дека се од Македонија. Така да тоа е пишан документ. Потоа 1949 година во Гари на Стогово е регистрирана првата државна одледувачница на шарпланици. И тогаш почиња популарноста, да кажам, на расата како куче чувар, овчарско куче чувар, што едино може да се справи со волки, со такви предатори. И после таа регистрирана одледувачница во Гари во Девар добија популарност и 50-тите и 60-тите години масовно се распродава низ целиот свет. А кога Светската кинолошка федерација организација ја забележува расата шарпланинец? Во 1929 година расата е регистрирана и може да кажам дека има многу низок, да кажам, број на регистрација. Околу 400 раси педигрирање на куче има, шарпланинецот е регистриран под број 41. Значи тоа говори дека расата регистрирана може би еве колку даје скоро 100 години. Да. Потоа се избојува расата, два вариетета тогаш не избојуваат и се она, например, што не е шарпланинецот, што се дисквалификациони мани, словенците си го присвојуваат и регистрираат и они овчарска раса на куче што се вика крашки овчар. Тоа куче личи на шарпланинец, меѓутоа е помали димензии, полупоиден тип е, не знае што да прави у планина кој ќе види волк, меѓутоа нивна раса е си регистрирале и немаме тука што да кажеме. Дали од секогаш расата шарпланинец е заведена под тоа име? Расата шарпланинец од секогаш е регистрирана под името шарпланинец. Прво бил илирски овчар, тие години, меѓутоа кога се издвоиле, словенците прво го регистрирале као илирски, меѓутоа потоа по планината крашки го регистрирале и после се го сменили име, мислам за шарпланинецот името шарпланинец од тогаш постои. Да. 1957 година е тоа направено. Рековте првата фарма е во Гари Дебарско и оттаму расата шарпланинец се распространува низ целиот свет и тоа го купуваат кучето не за шминка или да го за работа го чуат. Може да ја пуштиме Да, Меда? може да ја пуштиме Меда. Ајде. Да. Она е нервозна, не видела никогаш вака во студио и да гледа. Еве, Меда може слободно. Ајде, оди. Може би испречи ланецот, сега ќе се смири. Она знае кој дава јадење и затоа зле ќе се до мене, меѓутоа. Да, навистина се вистински чувари и како велат карактеристиките се врзува за еден собственик. Да, затоа што оваа раса не и треба дресура. Она го има природно карактерот и генот го наследува со години наназад и со поколенија наназад. Затоа шарпланинецот кога беше Југославија, како држава која постоеше, имаше воена одледувачница во Ниш и тие го користеа најголем има репродуктивен центар и одледувачница на шарпланици во тогашна Југославија. Шарпланинецот го одледува за чување на граници, на територија на граници. Тој го има кодот у главата, не му треба дресура. Тој тоа време, значи јас сум одел по сите наши југословенски простори, имаше мек појас, но не знаете вие што се раздвојува другата држава од оваа држава. И сега тој што ќе влезе, стапките му се гледа дека влегол у Југославија. Шарпланинецот има таков карактер да на трапникот го пушта да влезе, ама не го пушта да излезе. Така. И тој без никаква дресура беше распространет по сите гранични караули во тогашна Југославија. Меѓутоа што направи? Имаше таму еден човек што се грижеше као за расата и ќе направи идеално куче нема, кога што нема идеален стандард. И на Меда нешто и фали во стандардот што е пропишан за расата. И тој проба шарпланинецот да го спари, да го измеша со германски овчар. Као демек да биде храбар као шарпланинец, а паметен као германски овчар, ја деградира расата и ден денес во Србија тој центар постои, меѓутоа никако не може да ја врата таа генетика како ние што е содржувано овде во Македонија. Да, чиста извор на секако раса. Сега станува, често се слуша и поимот урбан шарпланинец. Што подразбираме под урбан шарпланинец? Постои ли таков вид на шарпланинец? Комуникацијата денешна е многу брза со доаѓањето на интернетот, тоа порано го немало.
шарпланинец е шарпланинец, нема урбан шарпланинец. Овој шарпланинец не може да биде урбан затоа што дошол у Скопје, да живее у Скопје. Има шарпланинец што постои и што сите го одгледуваат по стандардот на расата. По стандардот на расата се е опишано. Од боја на влакно, должина на влакно, како треба да изгледа, карактер. Значи, урбан шарпланинец изборен нема. Тоа може да го докажеме во некоја друга емисија. Оди бе кај Сања? Дојди во момента. Во некоја друга емисија, затоа што е поширока темата. Науката се вклучи во шарпланинецот благодарејќи на клубот за шарпланици што постои при Кинолошкиот сојуз на Македонија. 3 години наназад е шарпланинецот влезен во програмата на Министерството за земјоделие за биолошка разновидност. Ни помага Министерството за земјоделие и со помош на Факултетот за земјоделски науки и храна, катедрата за сточарство, што ги поздравувам во оваа прилика, постојано одиме на терен, посетуваме бачила, каде што го откриваме, него го инвентаризираме, оној да кажам изворниот шарпланинец. Тоа не е изворен шарпланинец, тоа е шарпланинец во тип на расата. Тие кучиња им правиме екстериерни мерки, ги мериме должина на глава, висина, обим на граден кош, боја на влакно и во брзо време ќе објавиме и научни трудови околу овој проект што го работиме. Само да напоменам дека јавното предпријатие за пасишта, што имаме извонредна соработка, во оваа прилика може и да го поздравам директорот Љузин Фезулај, кој многу ни помага, затоа што не можеме ние евиденција и сегде да отидеме по бачила без нивна помош. Ни даде еден податок што е релевантен. Има регистрирано околу 4000 фарми на одгледувачи на ситен добиток, што значи на овци и на кози. И сега кога е правилото на 100 кози или овци дека иде едно овчарско куче, може да замислите еден податок дека на тие 4000 фарми постојат 4000 неинвентаризирани кучиња. Ние за овие 3 години посетивме над 100 бачила и може да ја кажеме податок дека шарпланинци, значи, што потекнуваат од планина, од изворот на теренот, што се работни кучиња, во тип на расата имаме до сега направено на нив мерки земено и, да кажам, попис, околу 120 шарпланици имаме инвентаризирано. Овој проект и понатака продолжува. Биолошката разновидност постојано се ажурира и се работи секоја година и мислам дека за 2-3 години ќе откриеме импозантен број на шарпланици што никој не ги видел и не дошле вака у студија, ама ќе донесе. Да, би сакале секако да донесеме да ја видиме таа слика овдека и во студиото. Ќе се навратиме на подарокот кој што го доби Путин. На Паша станува збор за расата шарпланинец од одгледувачница од Војводина, односно Петроварадин. Да. Го знаеме ли потеклото на Паша? Дали е примерок соодветен? Потеклото го знаеме на Паша и многу ми е, да кажем, кејф на душата што тој одгледуваш. Дечко, некој дошле, земале куќе, тој не знаел кај ќе оди куќето. Да. Од кај ти се кучињата? Од изворни од Македонија и од Косово, кажал. Значи, ако они се бусат у груди дека шарпланинецот е шливовица бренд и куче нема да каже дека од Македонија, сегде пишува потеклото на Паша од Македонија. Така да нема граници тука за шарпланинецот. Македонски подарок добил. Сите кажуваат шарпланинецот дека од Македонија. И доаѓаат многу одгледувачи од Србија да ја освежат крвта, затоа што кај нив се знае до 3-та генерација нема мешање на крв исто како кај луѓето. Доаѓаат овде парат кучиња, се кријат дека ние знаеме се. Меѓутоа граници за расата нема. Шарпланинецот се знае чиф е. Шарпланина не може да преселиме на Златибор се. Шарпланина се знае каде. Да, Паша секако заминува Кремљ, односно веќе е таму. Колку се прилагодливи шарпланинците? Ете, Меда има колку 3 месеци, тука некаде беше и Паша. 2,5 месеци. Да, иста возраст со Паша. Како сега тој ќе се снајде во Русија, во таа клима? Дали се прилагодливи? Многу се прилагодливи. Климата на шарпланинецот, таа клима говориме за Русија, апсолутно многу му одговара. Да видите до вчера Меда како беше у снег, се валка и спие у снег.
сега нашминкана малку затоа што знае ке дојде кај тебе. И тие се страшно прилагодливи кучиња се на сите амбиенти. Јас имав прилика еден човек зема во Австрија шарпланинец, доаѓаше некој бизнис во Македонија постојано, тој во канцеларија 12 сата седеше до него. И знаеше тие вработените, тој беше некој газда на некоја компанија, кои се вработени на вратата пред да влезе, не залајуваше и да заржи, да опомене дека има некој, си ќутеше. Кој ќе дојде некоја странка, на вратата стоеше и не пуштеше, се прилагоди да живее во канцеларија. Јас има прилика во Запорожје, има еден човек што многу сака шарпланици, поред руската раса, што е моментално, мора да кажеме, популарна кавказскиот овчар. И тој поред 10 кавказски овчари зема 2 шарпланици. За година дена шарпланиците ги издоминираа кавказските овчари, тој се заљуби шарпланиците и ден денес чува шарпланици кавказските овчари ги даде. А каква е соработката на шарпланиецот со останатите раси на кучиња? Како функционираат кога се со други раси? Твојот малтезер никош нема да го нападне, мали кучиња сака. И ги осеќа како да ме кајбе овој што. Тој мојот ќе го напаѓа него. А со големите кучиња ја имаат прво знакот на комуникација, го имаат, нели, го пашката дигната, па тој другиот ако се во моментот ако попушти дека не е доминантен, ќе се тргне. Меѓутоа во кај што живеат на Бачило 10 машки шарпланинци, доминацијата ја поставува со една краткотрајна борба. И таму мора да има алфа. Тој прв јаде, сите се тргаат на страна. Тој го има најдоминантното место на Бачилото, гледа. Има околу него хиерархија е тоа. Тој е, да кажам, генералот, има извидници, има војска. Војската иде со овците, тој не иде со овците. Тој е на едно доминантно место и кој ќе го опоминат извидници, еве иде нешто, тој кога ќе каже одете, тоа е неверојатно нешто. Пред 2-3 месеци имавме посета на многу организиран клуб има во Финска за шарпланинци. Они ги чуваат многу посветено кучињата и дојда во мојата одгледувачница и се воодушевија со тоа што го кажуваме што правиме кај нас во Македонија за расата шарпланинец и тие ќе дојдат во јуни месец, сака да направат една посебна емисија, исклучиво не во одгледувачници биле низ цела Европа, они имаат одгледувачници и ќе ги носиме на Бачила баш да видат како живее шарпланинецот на Бачила. Еден податок има, можеме да го кажеме сега, на Бачилово кај Макчелан. Има еден човек што сам чува 500 овци со 4 шарпланинци. И тој не му треба на него ништо, затоа што никогаш нема загуба на овците. Сите овчари смртно ги мразат волците, зашто е главен непријател на овчарите. 4 шарпланинци со години му ги чуваат овците и до сега нема никаква загуба од овците. Ете, убав податок за верност и за способноста која што има оваа раса, која што е вродено секако во неа да брани и да заштитува. Ние тука ќе ги отвориме и телефонските линии за гледачите кои што можеби сакаат да дознаат нешто повеќе за расата шарпланинец од овој момент па натаму. Секако сите вие кои што имате прашања за оваа раса може да се вклучите во нашиот разговор. Секако во нашето студио Наско Савовски, одгледувач на расата шарпланинец и Меда, која што има само 2,5 месеци. За само неколку месеци ќе биде навистина можеби многу поинаква сликата доколку Меда пристигне во нашето студио, ќе го зафати речиси и половина дел од каде што сте вие сместени на каучот. Карактеристиките се многу интересни за кучињата. Ќе споменеме секако и за поштенската марка и за денарот, нешто што е признание за оваа раса од страна на државата, но ете, вие споменавте дека мажјакот е тој кој што стои на чело на стадото и брани. Дали исто женка шарпланинец може да го брани стадото? Они се попосветени во одбраната на стадото и кај нив исто хиерархијата поставена. Има женка алфа, што е главна, меѓутоа одејќи со години наназад побачила и гледајќи и снимајќи се што се случува, правило е на големите фарми, говориме за овци што имаат над 500, над 1000 до 2000 овци што стигаат, да во 10, например, шарпланинци што се таму, само 1 до 2 женки има. Затоа што кај они го контролираат циклусот на парење,
И нормално секој ќе види некоја женска каква работа, каков Ќе ги заборави овците. И остануваат на бачилото. Да. И они не ги носат многу женките, ги оставаат дома во зимските бачила, обично се кај што обитуваат на локацијата. Инаку и кај женките е страшно нешто. Не знаете вие што е тоа женка кој ќе нападне волк. Јас имав прилика на Сомовска глава, факултетското ступанство од Трупарево има бачило. За жал падна магла, женка шарпанец и мажјак, удавија волк, ама магла беше, не можеме да снимиме, волк самец, тие на теренот за испасување, таму има едни ниско стеблести растенија, тој се крие во кривул се викаат тие борови, тоа е endemитно растение што расте само таму на Сомовска глава. И тој се крие и зима една овца и бега, инаку волк доаѓа кој ќе му удри тоа неговото крвожедност и дави 20 овци, а јаде само една. И тие го удавија волкот скриен што чекаше да нападне овца. И овчарите што да ја кажам, радо се сликаат со него, се пустат, непријателот го уништија. Кажуваат дека женката била пооштра во давењето на волкот затоа што овчарите дошле, нели, од страна се стапо и ова. Да, интересно секако така да се биде делот. Не ги деградираме, немате. Знаат и тие да заштитат и да бранат тете говори искуството. Ние веќе имаме двајца гледачи кои што сакаат да се вклучат во нашиот разговор. Добро утро за првиот. Дали се слушаме? Добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до гостинот, до вас, до емисијата. Сега да го прашам гостинот, имаме 15 кози имаме. Како може да земеме едно куче? Живееме вамо во Порече, општина Македонски Брод. Така. Ви благодариме многу за јавувањето, ќе ви дадеме одговор, но најпрво секако ќе го слушнеме и следниот гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Ме интересира дали шарпанинецот има друга боја или само таа боја има. Ја менја ли бојата нешто? Има ли варијетети у бојата? Ви благодариме за прашањето, ќе ги кажеме секако и карактеристиките. Првиот гледач заинтересиран да си набави шарпанинец затоа што, како што кажа, чува кози од Порече. Многу убаво што го постави тоа прашање, го поздравувам гледачот и ќе наметнеме и таа тема. 4 години назад, благодарејќи на UNDP и на Глобалниот еколошки фонд, во тек ни е проект каде што тие видоа слух што значи кучето чувар и во одбрана на стадата што ги чуваат. До сега имаме направено 30 нови фарми на кучиња. Кучињата ги даваме без пари на луѓето, им даваме 2 женски еденки и едно машко од разнична крв, за да може да ги расплодуваат. Меѓутоа условот е да има минимум 50 кози или 50 овци. Купете уште 35 овци и ќе ги даеме шарпанене. Се шалам, меѓутоа има таму во едно село Вир, една фарма на шарпанинци, оставете го телефонот на редакцијата, така да ќе направиме напор да ви дадеме едно куче. Да, ето. Што ќе биде чувар на вашето стадо. Гледачот нека се јави по завршувањето на емисијата, доколку се уште го нема оставено телефонскиот број за да се поврземе и да добиете шарпланинец, а гледачот кој што се јави секако прашува за дел од карактеристиките на расата во однос на бојата. Ова куче ќе биде сиво кој ќе порасне, меѓутоа боите се од бела боја до темно сива признаени на расата. Значи да не ве буни тоа дека шарпланинецот само сиво куче. Шарпланинецот го има, значи, од бела боја до темно сива, меѓутоа белини може да има, не знам меда дали има, не сум ја видел, оваа белина може да има на градите и малку на шепите. Секоја друга белина што е на кучето, значи дека има некоја друга примеса од други раси во него. Да, веќе имаме и следен гледач на линија. Добро утро, за кого? Здраво, се јавувам од Кичево. Поздрав до вас и до Кичево, повелете. Да го прашам господинот така нешто. Повелете? Па ја имам 150 кози и 5 шарпанинци. Онај шарпанинец што го кажувате, онде за моите шарпанинци е 0. И да го прашам господинот, пошто кажуват како давале волци, дали можат тие шарпанинци да можат кози? Пошто го гледа дека е многу стручен.
Ви благодариме многу за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму. Господине Наско, 98 година вашиот наследник Марко Савовски на конкурс на Хенри Форд фондацијата добива награда за проектот Шарпланинец. Јас би сакала малку повеќе да ни кажете и за овој проект и за ова ангажман околу расата на Шарпланинец, која што 98 година успеа да биде наградена од страна на фондацијата Хенри Форд. Да. Значи, мојот син Марко на сликата овдека мало момче. Да, како мал. Тој не сака многу името да му се споменува, меѓутоа мора да го споменеме. Од мали нозе е со мене, меѓутоа денес се ангажиран нели со негови службени работи и има време само да дојде и да ги погледне шарпланиците. Меѓутоа неговиот син Михаел е страшно најверојатно како дедо му посветен на расата и вие не верувате што преди со шарпланиците, веќе само 2 години има. Марко тоа време напиша се она што го работевме, значи ние ни требаше UNDP да дојде за да ни даде пари за да купиме кучиња храна, да ги даваме кучињата по бази, ние тоа го правевме со години наназад. И тој самиот виде дека Хенри Форд фондацијата за заштита на природни реткости распиша конкурс таа година и он аплицираше и кажа тоа што го работиме ние во одгледувачницата. Одгледуваме кучиња и ги даваме назад по природа. Фондацијата виде дека стварно ова е нешто издржано што се работи во некоја мала држава, бевме Македонија тогаш, нели? И жирито кој што беше составено од врвни научници, мора да го споменам биологот, светски познатиот биолог Дейвид Белами, кој лично се запозна со Марко, беше промоцијата на наградата во Истанбул и кој ни честиташе на тоа што го правиме. Најдоа слух, значи, Западот најден слух за нешто што се прави, дојде овде, направи еден документарен филм, беше нешто неверојатно, значи. Да. Популаризација доби страшна тогаш раса. Во секој случај сега, како што кажавте, се работат на научни трудови поврзани со расата Шарпланинец. Во изминатите години секако се работи на издавање на научни трудови. Она што сакавме секако да го кажеме е признанието кое што оваа раса го добива всушност и од државата. Можноста да се најде напојнот од 1 денар и секако на поштенската марка. Самото тоа говори за со самостојувањето на државата, на основната монета на реверсот е ставен Шарпланинецот, што сега се гледа во денешно време дека било тоа еден потекст што флората и фауна нели ставена на монетите, на денарот е Шарпланинецот, па стрмката е ставена рисот. Меѓутоа Шарпланинецот е таков потекст што ден денес ние на држава во светот на основната монета нема ставено автохтоно куче. Апропо на тоа, 98 година најдоа исто така слух институциите и објавија конкурс за објавување на поштенска марка со ликот на Шарпланинецот. Ова е прва марка што е издадена во Македонија. Србија го издаде после 10 години, они гледаат нешто каска, а там меѓутоа нема наука кај ни во расата. По бројноста на населението имаат поголем број на кучиња шарпланинци во одгледувачниците, меѓутоа они шарпланинци што ги спомена податокот на планини околу 4000 кучиња го немаат. Кај нив вајда овчарството е на друг начин, не навлегуваме во тоа. И многу ми е драго што на поштенската марка е ставено куче од нашата одгледувачница. Тој е легендарниот Брут Корабски. Направија цела процедура околу издавање на поштенска марка. Професионален фотограф прво го снимаше, изработи фотографии, под фотографии беше нацртан, значи куќето на марката е нацртано. Еден дечко што стално им добива некои награди таму на конкурсите и го нацрта како да е слика. И кога видел дека сите пари им ги земаат, јас им викам, земете го кај вас да работи, ни го вработи, што ќе им земаат награди и така да. И тоа е едно обележје и еден документ што е неизбришлив. Монетата и поштенската марка не може никој да ги избрише и да докаже кај се издадени и од кај потекнува. Да, и од каде потекнува расата Шарпланинец. Имаме двајца гледачи на линија кои што не очекува. Добро утро за првиот. Добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до емисијата. И ви сакам... Ало? Да, повелете со вашето прашање. Сакам да прашаме гостинот за во врска со планинција. Дали може да се чуе во некој објект? Значи, не само за настал. Така. И би сакале за да здомиме едно куче, ако може, како да добиеме или да си купиме, значи, куче.
Така, ви благодариме многу, ќе го вклучиме тука и следниот гледач, ќе одговориме потоа и на вашето прашање. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Јас имам за еден совет до вашиот гостин. Ние тартуфарите условно да кажем имаме проблем од шарпланинците. Не како шарпланинци, како раса и така натака, но кога идеме по печурки, каде што има стада со овци, често се случува да шарпланиците ги напаѓаат нашите кучиња. И моето прашање се однесува како можеме да ги заштитиме. Тие се малетки кучиња, тие не се големи, најверојатно знаете таа раса Лагото Ромањоло. Некаков совет да ни даде во кој правец. Ние гледаме колку што можеме да избегнуваме такви ситуации, нели да слушнеме каде се овците, да не се појавуваме таму на терен во тој момент, но нели природата на сето и самата природа и планината е голема, па не можете секогаш да избегнете да дојдете во таква ситуација. Ви благодариме за вклучувањето и за вашето прашање. Најпрв секако ќе одговориме за гледачот кој што се јави. Па кажат ми, они се страшно прилагодливи на секоја ситуација. Многу луѓе има во Македонија што шарпланици земаат за чување на објекти. Тој си обележува територијата на негов начин, нели, со мирис, и меѓу ретките кучиња што не му треба никаква дресура да дозволи да влезе некој натрапник. Најзадоволни се чуварите на такви објекти, затоа што и како има шарпланија, ние спиеме, вика шарпланија се чува, така да слободно може да земе и века после 6-7 месечна возраст кучето го осознава просторот и нема никаков проблем да има околу чувањето. Го поздравувам и гостинот гледача што се јави за тартуфарите за Лагото Ромањоли. Јас знам таа раса многу добро и страшно нешто популарна и интересна раса. За жал, шарпланиците се територијалци. Они кога одат на испаша овците, кажавме извидници, има и војници. Војниците и извидниците напаѓаат на трапници. Они го сметаат и човекот што бара печурки и кучето за натрапник. Едини начин нешто да се справи и да се спаси да го земе во рацете кучето. Кучињата тогаш не го напаѓаат Лагото Ромањолото, затоа што е во раце на човекот. Значи, друг начин нема. Исто проблем имаат и ловџиите кога одате сега сезона на лов, ги напаѓаат кучињата. И за жал тука се умешува човечкото, ловџиите после пукаат по шарпланиците, па ќе дојде вчера со секира, па се тепаат, се караат. Меѓутоа шарпланиците се такви територијалци се, едини спас е да го дигне кучето во раце и да чека. И тогаш нема да нападне ниту да го нападне човекот. И да вика да го врати овчарот, тоа што овчарот ако не му викне шарпланицот не се враќа, ќе го држи тука. Не го пушта да оди ни лево ни десно, тоа е неверојатно. Доколку овчарот му даде сигнал, тогаш ќе се врати. Да, има како стаклен џин, со свирка може да го заустави шарпланицот да не го напаѓа кучето. Добива сигнал дека позната е со ситуацијата и дека не треба да се реагира. Ние тука имаме и нашиот следен гледач на линија. Добро утро, за кого? Ало, повелете? Да, во програма сте? Не интересира за шарпланинецот. Поздрав прво до студиото и до вас. Ви благодарим. Сакам, јас сум љубител на кучи и сакам да купам кучи. Како ги даваат, како... Да. Нашиот соговорник напомена дека со програмата сите оние кои што имаат повеќе од 50 овци или кози може да добијат шарпланинец кој што ќе се грижи за стадото. Воспротивно, како во одгледувачите може секој оној кој што сака да набави по соодветна цена квалитетен примерок на оваа раса. Одма да кажеме дека не правиме реклама за мојата одгледувачница, да не е за продавање, таа ќе остане за расплодување во одгледувачницата. Програмата е друга работа, меѓутоа јас го разбрав дека сака да купи. Значи, има денес по овие порталите, по гласите, може да се јавите во Кинолошкиот сојуз, ќе ви дадат телефони од одгледувачи, меѓутоа најбитно ви е да купите куче со педигре. Затоа што тоа е доказ дека е чиста расата. Сега може да купите и на сточен пазар, има кучиња што ги продаваат, меѓутоа тоа не ви гарантира дека утре ќе биде чисто крвен шарпланинец. Секој мало куче е убаво. Така да, кој ќе купите куче, барајте кучето да има педигре.
Дали вие во секое време од годината имате кучиња кои што може да се купат? Да. Јас од гледувачници има 10 расплодни женки, имаме уште 20-30 женки што се дадени по... И сите тие се со високо педигре? Со високо педигре, ме да има педигре, да не ви кажам колку. Кралско. 30-40 генерации. Јас ги чувам од интензивно, непрекинато од 1976 година, значи тоа е колку доаѓа таму, многу. Да, во секој случај, ете, за сите гледачи кои што се заинтересирани, може секако да ви сконтактираат и Да, не мора да купат куќе од мене, јас значи не правам реклама за мене. Може да прашат, сакаме од тој да купиме куќе, дали вреди да се купи да не излаже, пошто има такви, знаете, денес ке слика едно куќе, на слика ке стаи тоа кој ќе отиде ке му даде друго, тоа е страшно, еснав, нема. Да, тука сте за совети, за комуникација, за тоа што ги интересира граѓаните, е поврзано секако со расата шарпланинец. Имаме и други гледачи на линија, велиме добро утро за првиот. Ало. Повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката и до господинот Наско. Ви благодариме. Така да сакам да го поздравим господинот Наско, ме познава и водителката ме познава. Сега ќе се представим, Горан Чајка од Тетово моторџијата. Чајка, поздрав Браво, до вас, Чајка. благодариме што се јавивте. Да. Значи јас сакам да кажем дека љубител сум на шарпланинците, имав два шарпланинци, кој едниот живеше 14 години, другиот 16, сега останав и без двата. Иначе, јас сум меѓу првите што однесе шарпланинец на надпревари во Нишка армиска област 77 година. Така е. И јас ја имам и ден денеска дипломата, златната плакета и уште некои. Така сега, да останав без шарпланинец, значи, телефонскиот број од Наско порано го имав, сега го немам, се надевам од водителката ќе му го даде бројот, Сега да се контактираме за да си набавим убав шарпланинец, зашто јас го носим на сите трки со мене куќето во комбе, низ цел Балкан, низ некогаш на Југославија и сакам да си одберам и со негова помош да ми помогне да си најдам убав шарпланинец, зашто јас ги чувам дугорочно. Ви благодарам, не ви одземам повише време. ви благодариме многу, господине Чајка, секако чести задоволство што се јавивте. Ете уште една пасија на нашиот гостин кој што редовно е дел од емисијата, Да. човек кој што пон со адреналин и ги сака и брзините и моторите. Не знаевме и за оваа пасија дека шарпланинецот е негов верен пријател. Верувам дека ќе продолжи и понатаму да ги чува. Имаме и следен гледач на линија. Добро утро. Ало? Повелете во програма сте? Ало, да, се јавувам да прашам во врска како се хранат шарпланинците. Да, ви благодариме секако за прашањето, ќе зборуваме секако и за начинот на исхрана. Јас што туку сакав да кажам дека немаме женски јавувачи, ете се јави една гледачка која што се заинтересира околу начинот на исхрана, што е она што е потребно да внесуваат во текот на денот шарпланинците за да бидат во добра здравствена и физичка состојба. Да го поздравам и јас Чајка. Да. Он има и еден шарпланинец од мојата одгледувачница, им чуваше таму тој плат за коли што продаваат со години, меѓутоа и тој не е веќе жив. Ако ме положи со моторот како што иде он со адреналинот, ќе му дам шарпланинец со кеф од мене, само толку да знае. Гледачката, да ја кажам дека многу лесни се за одгледување шарпланинците, меѓутоа до 6-7 месечна возраст се големи конзументи на храна. Во денешно време има избалансирана храна, дехидрирана храна што е, и најдобре е до 3-4 месечна возраст да се храни со таква храна, затоа што таа е на 30% протеини има во храната. Меѓутоа, правило е после двумесечна возраст, затоа што многу тежински напредуваат. Ова куќе да е друга раса, ќе тежи пола од меда што има тежина. Секој ден во исхраната да се дава додатен калциум по пат на таблети до 6 месечна возраст, затоа што постои опасност од тежината куќето да ги искриви екстремитетите, да дојде до појава на рахитис и слични работи. Не се пробирачи на храна, значи може да го научите со сувата храна комбинирано да му правите и ваша приготвена храна, така да воопшто не е тежок за чување, меѓутоа количински мора да ви кажам дека до 6-7 месеци јаде доста. Да. Кога е најрано да потребно да се земе шарпланинец за да се прилагоди на објектот, на средината на луѓето, на која возраст? До 3 месечната возраст куќето ја прифаќа средината, потоа после таа возраст е многу потешко да се социализира, да се навикне куќето, а можат луѓе што
се дружат со расата и го знаат карактерот. Значи секој куче што се зима до 3-месечна возраст за се социализира и да го научи објектот или начинот на живење понатака Што доколку на 5-6 годишна возраст се промени местото на живење на шарпланинецот? Тој го памти господарот, првиот господар со години наназад. Јас сум имал прилики. Ќе се прилагоди ли на следниот собственик? Ќе се прилагоди, ама со резерва. Он се прилагодува, ама знае дека не му е тој. Јас сум имал случаи што после 5 години ќе видам куче и ме памти и се радува, сепак знае дека јас сум бил тој другарот. Они сакаат дружба, не сакаат доминацијата кај ни се постигнува на начин не со тепање, со принуда, со дружба се постигнува доминацијата кај шарпланинецот. И он таа хиерархија си ја знае кој е главниот. Во едно семејство, ние сме дома например 6-7 души и доаѓаат сите у Катланово, меѓутоа он со сите е пријател. Меѓутоа знае кој му е. Има например една женка што ќе дојде жена ми ќе седне до нејзе и не иде кај други. Оно па со нејзе е врзано така. Они си прифаќаат кој е. Си бараат кој ќе биде нивниот газда. Да, ние имаме повторно двајца гледачи на линија. Велиме добро утро за првиот кој ни се јавува. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро, поздрав до водителката и до гостино. Ви благодариме. Се јавам од Кадино село Прилепско, на телефон Киро Самарджиевски. Сакам Да, ве слушаме. Сакам телефон да ми дај и дали продава кучина, сакам да купам кучина. Да, може секако да го оставите и вашиот контакт телефон. По завршувањето на емисијата ќе го добиете контактот од нашиот соговорник за да стапите во комуникација, секако и вие да бидете собственик на оваа навистина преубава раса. Сите оние кои што имаат можност, верувам дека сакаат и ја користат можноста оваа раса да биде нивниот избор. Сите оние кои што немаат, веруваме дека како и јас ќе чекаат добар момент да може тоа да го остварат. Имаме понатаму следен гледач, велиме добро утро за кого? Ало? Повелете, во програма сте. Добро утро. До студијата, до водителката и јас сум од Стромица. Ме интересира како може да дојдам до едно куче, како што го има тој. Како Меда што е во нашето студио, Меда не е на продажба, Меда останува понатаму да благодарение на неа имаме убави примероци на расата шарпланинец. Господине Наско, еве, имаме голем интерес од гледачите, сакале или не. Можеме ли да им кажеме каде и како може да ве најдат ваш телефонски број, доколку сакате да го оставите јавно, доколку не по завршување на емисијата? Реков јас, не сум дојден јас за рекламата на мојата одгледувачница. Би било неумесно јас да го дам бројот јавно сега на гледачите. Да. По завршувањето сите оние кои што сакаат ќе ги добијат информациите. Важно е дека расата ја сака, народот се гледа по вашите гледачи што се јавуваат, дека ние водиме грижа за расата. Мора да кажем и тоа дека пред 4 години, тоа не го кажавме, пред 3 години дојде председателот на Светската кинолошка федерација кај нас во Охрид. И ние го причекавме во Охрид, во надгледувачница, што човекот вложил многу пари за одгледување на шарпланинците, што е прекрасно направена, и му рековме да дојде пола сат да ги види кучињата, шарпланинците кај него. Дојде председател од Порто Рико е човекот, Рафаело Сантиаго се вика, уште 2-3 презимиња, не можам да ги запамтам. И дојде генералниот секретар на Светската федерација со седиште во Брисел, Деклерк. И они дојдоа, и ние македонци како македонци почнавме национален дринк, минк, мастика, вамо, таму ги виде кучињата, се удушеви. И тогаш тој ни дозволи на нас како Кинолошки сојуз на Македонија да организираме светска клубска изложба за расата шарпланинец. И 2015 година првпат ја направивме светската клубска изложба. Влезе во програмата на Светската кинолошка федерација и последно секоја година организираме светска клубска изложба за шарпланици, благодарејќи на председател затоа што виде човекот што се работи. Поклонивме и книга, јас имам книга напишена за шарпланинецот, не донесов да ти поклонам една, сега второ издание се спрема, така да ќе ми биде задоволство и благодарам, да. Кога веќе не можам да имам шарпланинец, барем книгата за шарпланинеца да видам во мојот дом. Да. Идеме ние понатаму затоа што имаме и двајца гледачи кои што веќе не очекуваат на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте? Имам едно прашање. Баш сум импресиониран од човекот уште од 76 година
се бави со тие со шарпаниците, тоа со 43 години. А јас друго нешто би го прашал. Може ќе звучи малце непријатно. Чудна работа е тоа да секој се чува куќи, сака куќиња, во известно време па некако фенотипски почнува да бидат слични. Сега, што ме потикна, не зборам за господинот, меѓутоа еден друг одгледувач, водител новинар, кој што сакал одгледува куќиња ги рекламира, на една емисија проста недела, кога ја даваше на YouTube, па тоа е неверојатно колку он личеше на своите шарпаници. Може ли да ми објасни господа пошто он разбира тоа? Како се случува таа фенотипија иста помеѓу собственикот и куќето? Благодарам многу. Ви благодариме за јавувањето, ќе го слушнеме следниот гледач, а потоа ќе дадеме коментари на вашето јавување. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до гостинот. Ви благодариме, повелете. Едно прашање и едно мнение до гостинот. Цел живот чувам вучак и самојет. Имав една прилика на обезбедување на објект да ми донесат шарпаније 6 месечно. Оригинал, го чував 6 месеци куќето, го ранев све со витамини, со све. Од кога напочив после 6 месеци немав прилика да го чувам куќето. Остана куќето на објектот и ми кажа после неколку месеци дека куќето почина. Не сакал да јаде од никој друг. Немав прилика ја да го чувам, пошто ако земиш куќа треба да го чуваш. Да. Имав 2 куќиња и баш ми е криво дали не сакал да јаде пошто не сум бил ја таму или се такви темпераментни куќиња. Ви благодариме многу за јавувањето, господине Наско. На првиот гледач не знам што да му одговорам, ако ги избричам мустаките, може нема да личам на шарпаниница. Тоа е муабетот него. Да, тоа често спомнувано дека газите заличуваат на куќињата или да, така. во секој случај. Што не значи дека ти личиш на на Малтезер, да. Имаме уште 2-3 минути. Имаме секако, да му одговориме и на вториот гледач. Јас бидејќи работев во мојот живот и нешто друго, освен шарпланиците ми беа хоби, сега ми стана некоја професија. Татко ми многу ми помагаше да ги одгледувам куќињата. И се случи што се случи, изненада почина. Завршија тие, нели, церемонии и куќето што ни беше омилено во одгледувачницата и што чуваше се таму, кога си одеше, он го врзуваше нормално на сајла да шета. Еден ден после тоа не знаеме како се откачи од ланецот и отиде на местото кај што доаѓаше, он и го чекаше таму. Ја нормално одев таму едно месец дена за да го навикне тој што почна да ги чува куќињата. Секој ден, месец дена одеше, се одврзуваше, и тоа сме го врзувале неколку пати, нели? И одеше, се одврзуваше и чекаше на местото да дојде татко ми. Он комуницираше со него, со куќето, збореше Карабек, Пуп, Коравски, тој е познат, по сите постери го имаше и тоа се. И после месец дена почна да одбива да одма првиот ден почна потешко, послабо да јаде и за месец дена почина куќето. Исто како на гледачот. На гледачот, така да тоа е тоа, причината е таа сигурно. Било многу врзано со него и осетил дека го напуштил некој, си отишол. Да, ете таа љубов која што ја има куќето кон сопственикот, колку е голема и колку е длабока. Јас навистина ви благодарам што ова утро бевте повторно во Македонија денес и заедно со еден навистина убав примерок Меда како наша гостинка, навистина убаво го поднесе ова гостување, мирна и секако сталожена, прав примерок на расата шарпланинец и ви благодарам за сите одговори, сите коментари поврзани со оваа наша раса. Откриваме тука и остануваме на тоа дека всушност расата шарпланинец и понатаму ќе се бори за своето право како македонска автохтона раса, која што ја има не само во Македонија, туку ширум светот. Голем број на одгледувачи, но сепак потеклото е тука од кај нас.
Ви благодарам, господине Савовски, што повторно бевте дел од Македонија. Денес ми беше чест и задоволство. Благодарам и на вас за поканата и се надам ќе се видиме кој ќе почне снимањето на филмот, се уште не е почнато. Да, очекуваме секако да знаеме, во текст сме, сакаме секако тој филм да го представи повторно, да ја представи оваа раса во едно навистина убаво светло. Ви благодарам за гостувањето и посакувам многу успех со одгледувањето на оваа раса и со задржувањето на незината автохтоност и сите незини карактеристики овдека во Македонија, секако сите изложби кои што и понатаму продолжувате да ги правите и залагања за оваа раса. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Верувам дека и вам ви беше интересен овој разговор со нашиот соговорник Наско Савовски, секако и присуството на Меда во студиото. Говоревме малку повеќе за припадноста, потеклото и карактеристиките на расата шарпланинец.